Добро вечер, почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на За или против, вообичаено секој четврток со мене ваш домакин Искра Коровешовска. Помина еден месец и од прилика 2 дена по трагедијата во Кочани, непребол, тага и жал остануваат како главни емоции не само за кочанчани, околината, Источна Македонија, туку и за целата држава. Она што е добра вест е што бројката повеќе не расте, односно надежта останува и оптимизмот дека оние кои се на лекување ќе се вратат здрави, живи и ќе продолжат натаму. Што можеме секој еден од нас и воопшто како народ во целина да направиме за Кочани во периодот што следи, а ќе биде долг, ќе биде турбулентен, ќе биде мачен, ќе биде со измешани емоции. Клучно е секој еден од нас да може да најде начин како да помогне. Вечерва верувам дека ќе имам искрен разговор, сигурна сум во тоа, со оглед на духот и на младоста на мојата гостинка. Таа е студентка во 2 година на правниот факултет, е од околината на Кочани, односно доаѓа од Оризари, студира, веќе ви кажав, во Скопје, една исклучителна девојка. Деновиве многу често имате прилика да ја гледате на социјалните мрежи, но и на медиумите генерално. Таа е дел од она неверојатна млада енергија собрана во една просторија во Кочани и се ежам додека ова го најавувам, е под насловот или со мотивот Поддршка за Кочани, односно Сапорт Кочани. Вечерва во За или против е Ивона Тодорова. Добре дојде. Добре најдов, професорке. Јас и ти си имаме и друга една релација. Да, не може јавноста да ја заборави Ивона Тодорова од пред 2 години како победник на ораторските вечери, кога јас помагав во подготовката, тогаш и бев и дел од публиката, а најмалку е сето тоа важно кога се знае потенцијалот, капацитетот и талентот кој го има еден млад човек, и сите тие собрани во Ивона Тодорова. Тогаш беше победник на ораторските вечери. Од тука ни е оваа релација студент-професор. Како си, Ивона? Еве еден месец по кобниот 16 март. Така е, професорке, еден месец од најголемата трагедија. Сметам дека ништо не е соодветно да се каже во овој момент, освен да се изрази сочувство до фамилиите, на сите наши загинати пријатели, да некако ако можеме да им порачаме дека никогаш нема да бидат заборавени. Ова навистина е непребол, а ни останува за оние кои што ни останаа живи, кои што се повредени, кои што се на било кој начин погодени од оваа трагедија, за нив да се бориме, за нив да правиме се што можеме да направиме. Практично еден апсурд на животот е улицетворен, би рекла, во ова апсурд, да не се свати во негативна смисла од страна на гледачите, е улицетворен во Сапорт Кочани, односно поддршка за Кочани. Во целата трагедија и тага и болка успевате толку млади луѓе од различни социјални, економски средини, од различни политички, можеби, припадности или партиски, како и да е, да се соберете, да ја соберете вашата енергија и целата болка да ја преточите во љубов, во сила, во борба за создавање на една интернет, онлайн платформа каде што би можеле сите оние од Македонија и од надвор да можат да донираат, да им помогнат на семејствата. Каде најдовте сила како членови на тимот? Професорке, најпрво ви благодарам вака што го објаснивте Сапорт Кочани, бидејќи навистина апсолутно ја доловивте поентата. И на почетокот тоа што го кажувавте, која сум јас, кои се, нели, Сапорт Кочани е составено од околу 30 волонтери. Сите ние имаме некоја наша лична приказна, наши квалитети, се наоѓаме во различни фели, во различни професии, како што кажавте, има буквално од сите политички партии и од сите нас најдоброто го извади Сапорт Кочани. Знаете, секој дава се од себе и го искористува својот максимален потенцијал, за кој што еве за мене лично ќе кажам, јас Сапорт Кочани извлече од мене толку добри работи за кои што искрено и не сум била свесна дека ги поседувам пред Сапорт Кочани. Затоа што кога правиш нешто со единствена намера да помогнеш, кога се е толку чисто и позитивно,
навистина нема никакви граници и тоа го вади најдоброто од нас. Јас навистина се плашам што би се случувало со нас и како би се справиле со оваа трагедија доколку не беше Сапорт Кочани и таа енергија таму. Ние првите денови, значи, чувствувавме единствено гнев, тага, болка. Најизразено чувство можеби беше некоја безпомошност, бидејќи се случило и немаш што да направиш. Меѓутоа, Сапорт Кочани ми има влеано таква надеж, сега се извинувам доколку е несоодветно вакви позитивни термини да користам. Меѓутоа, во оваа трагедија навистина треба некоја светла точка и тоа што го слушаме од страна, навистина луѓето Сапорт Кочани го доживуваат како светла точка и истото тоа е и за нас внатре кои што се наоѓаме во Сапорт Кочани. Ми е срам што ќе признам дека секој втор твој збор ме ежија кога човек се наижува, тоа значи дека или ја зборува или ја слуша вистината и нека простат гледачите ако ми се случи некоја емоција или некоја солза, просто е неверојатно, вистински искрено сето ова што го слушам од тебе, што го слуша јавност, особено заради тоа што верувам дека ќе допре до оние кои ги креираат јавните политики, значи кои се на политичко ниво многу повисоко од вас сите млади луѓе, а на кои им одржавте лекција како треба да се однесуваме како народ, како држава, кога вакво ништо ни се случува. Значи, вашата емотивна зрелост, како млади луѓе, без разлика на тоа, нели, кој каква приказна има, е многу повисока отколку на одредени политичари чии изјави ги слушавме од после трагедијата, но, нели, тука е јавноста за да си прави проценки, за да ја цени ситуацијата. Сакам технички да објасниме како функционира Сапорт Кочани. Како може да се донира, како до сега ги собиравте, кои ви беа предизвиците во таа смисла, потребна ли ви е уште дополнителна помош? Зборувам сега за техничката смисла, начинот на донирање. Ајде прво тоа да го објасниме фино. Ајде да ве замолам да ми дозволите да кажеме на кратка приказна како дојде до ова, за да може да се долови поентата. Како што знаете, сите тоа се наши другари, наши соседи, наши школски другари со кои сме седеле во клупа, дојде до момент нели да бидат транспортирани на секаде низ светот и тие родители да треба да отидат кај своите деца. Реалната слика за Кочани, за Македонија е тоа, значи беше при крај на месец, мајки беа со по 1000 денари во џеп, а треба да стасаат во Белгија за да си го посетат своето дете. Тоа беше толку хаотично. На Facebook почнаа да излегуваат трансакциски сметки. Можеби нема да ми верувате, ама имаше такви обиди за злоупотреба. Имаше пласирање на лажни сметки и така натака. Родители почнаа да земаат брзи кредити. Почнаа да, бидејќи во тој момент отпосле почнаа да бараат како да си го продаваат својот имот, нели, за да може да се справат со ситуацијава и нас тоа не погоди. Сакавме само за да се спречат тие распрскани трансакциски сметки на Facebook, кои што се злоупотребувани од лица на кои што нека им служи на чест. Објавувавме за таквите за злоупотреби. Така. Ние всушност се собравме, односно тимот кој што е нели на програмери, девелопмент и така натаму, јас лично не сум во тој тим, како што кажавте, правник, таму не сум им од голема помош, и направија веб страна на која што се ставени трансакциските сметки на родителите, на погодените од трагедијата и така натака, нормално со нивна дозвола. Сите кои што сакаат да се најдат на веб страната, кои што имаат потреба и така натака, има податок за повредениот, односно името, презимето на детето и носителот на сметката, кој што во најголеми случаеви е нели нивниот родител, меѓутоа има секакви ситуации со починати родители и така натака, така да би кажала нивен близок. И хуманите граѓани кои ќе отворат веб страната на Сапорт Кочани, може да видат трансакциска сметка и да донираат на одредено лице. Сега исто така доста често поставување прашање кое што го имаме и на социјалните медиуми, еве и кај вас медиумите, зошто има да кажам разлика во сумата кај некој лица, нели, кај некој повеќе, кај некој помалку. Меѓутоа Сапорт Кочани досега нема никаков допир со финансиски средства, буквално ниту со денар. Ние ја направивме платформата, граѓаните директно донираат на родителите и затоа Сапорт Кочани, да кажам, нема контрола на колкава сума ќе му се донира и
од прилика тоа исто така сега има и некои нови секции на веб страната. Пример, може да се најдат хуманитарни настани кои што нели си се иницијативи дали на некој локал, дали на некој уметник и така натака. Собравте се на едно место како соопштенија, како известување, се може да се најде на Така, се може да се најде на веб страната. Имаме посебни секции кои се наоѓаат сега на домашна нега, кои се нели во која држава и така натака. Тоа ни е овозможено да ги имаме тие информации со тоа што контактираме директно со родителите, бидејќи сега не знам како звучи на пошироката јавност, меѓутоа тоа е мајка која што цел живот одела со мајка ми на родителска. И така ние сме си во постојан контакт, не бараат најсрекно нешто и нешто што не крева во овие моменти. Буквално кога после 18 часа во таа канцеларија, ниту спиени, ниту јадени, ниту ништо, нели, нормално се намалува енергија и така натака и само добиваме повик дека некој наш е подобар, дека станал контактибилен, дека го тргнале од кислородна подршка и мислам дека во тој момент планини може да се поместат, не следни 18 часа, следни 18 дена можеме без вода да се напиеме, повторно да работиме. Веројатно ова ќе ни биде и најемотивното интервју, барем во мојата кариера, бидејќи има толку убава енергија на база на трагедија која што истовремено е надеж дека можеме да направиме многу, дека имаме сила, дека имаме прекрасни млади кои едноставно се подготвени, еви да не јадат по 2, по 3 дена едноставно да направат чуда. Да се вратиме само чекор назад, а потоа ќе зборуваме за овие хуманитарни активности кои ќе следат и кои се прекрасни, морам да констатирам. Оние кои не можат онлайн и не се многу вични да ги следат социјалните мрежи, а сакаат да донираат и не можат баш нели да се снајдат, едноставно прилично едноставна платформата, бидејќи неколку пати ја отварам, меѓутоа еве има, нели, постари генерации или луѓе кои имаат обивност едноставно да користат. Како они тие може да допрат до Сапорт Кочани? Ние апсолутно мислевме на нив кога се креираше таа веб страна. Значи се што е потребно да направат е на пребарувачот да напишат Сапорт Кочани, каде што ќе им излезе веб страната. И потоа им излегуваат трансакциски сметки. Доколку не можат или не сакаат преку онлайн банкарство и банкарство да донираат, истото можат да отидат во банка, да го направат со тоа што ја имаат трансакцијската сметка на родителот, така да навистина е помислено на сите и сите кои што се хумани можат Значи тоа веќе не е предизвик, секој еден успева да допре до вас, односно да се снајде и да може да донира. Претпоставам дека енергијата и желбата да се помага не е намалена, дека се уште има донатори континуирани кои што едноставно имаат желба да помогнат. Или еве потребно е да испратиме апел. Па професорке, ќе бидам искрена, потребно е да испратиме апел. Нас тоа не боли и ние во таа канцеларија си ветивме и на нас и ветивме и на сите наши со кои што се слушаме дека нема да дозволиме да биде секое чудо за 3 дена. За 3 дена. И во Сапорт Кочани ништо не може да биде испланирано, однапред договорено и така натака и се правиме согласно потребите. Значи ние навистина видовме дека има намалување на донации. Тука измислуваме се и се што не знам како да кажам. Навистина имаме помош од сите страни. Еве кога приметуваме дека донациите се намалуваат, ни помагате вие медиумите. Ова еве никаде го немам кажано, сега дозволете ми. Бидејќи сум млада, имам 20 години, можеби не сум имала толкава можност да видам колку добро можат да направат медиумите. Не сум се сомневала во тоа, меѓутоа, не знам, можеби ќе ме разберете дека никогаш не сум размислувала во таа насока. И сега морам да испратам една огромна благодарност. Нема некој што не се понуди да не излезе во пресред, дури нели и вие самите, ваши колеги од други телевизии, сами да не побараат и да прашаат како може да се помогне. Затоа сме апсолутно благодарни. Исто така неколку инфлуенсери на почетокот, нели, сите споделува и така натака, меѓутоа имаме некои кои што навистина останаа доследни ден денес се со нас. Тие можете да ги видите на нашите социјални мрежи и на нив сме им бескрајно благодарни. И всушност, еве, пак ќе го искористам зборот надеж, зборот влевање на среќа. Навистина во одредени моменти чувствуваме среќа за тоа дека видовме дека навистина постои добро во ова
во ова човештво, дека нели не е човекот волк на волк во секоја ситуација. Ова така не сплоти и видовме добро во буквално во сите фели во животот, сите се понудија да помогнат и сите се потребни да помогнат во овој момент. Меѓутоа, еве да испратиме апел да не се дозволи да се заборави и на тие деца навистина им треба поддршка. Значи, баш вчера доктори официјално излегоа и кажаа дека закрепнувањето ќе трае околу 2 години. Сега ни се јавуваат, има ампутација на екстремитети, има лазерска операција на очи и така натака. Тоа се навистина огромни суми на пари кои што во иднина ќе бидат потребни. За рехабилитација, апсолутно, да. И во ти ја дефинираш смислата на животот во твоите одговори, практично и оваа емисија нема да биде само искрен настап, уште еден, туку ќе биде дефинитивно, можеби во филозофска смисла, ама поентата на живеењето произлезе после оваа трагедија. Тоа може да звучи не знам како, меѓутоа е факт, е апсолутна вистина дека ништо не е случајно и дека работите од секоја работа човек учи и може да научи. Освен само со пари, како уште може да се донира? На вашата веб страна веќе има одредени најави, сакам детали да им предочиме на гледачите во таа насока, бидејќи има многу луѓе кои би можеле во ова сега што ќе го зборуваш да се вклучат или да отидат едноставно да си купат некое уметничко дело, да уживаат, паралелно да дадат поддршка со тоа што ќе си ја задоволат уметничкиот апетит на некој начин и ќе бидат донатори, односно ќе биде од помош. Прво, какви се другите начини на донирање, освен финансискиот, и што е оно што може да го види македонскиот народ ако отиде во Кочани следните денови, односно поточно викенд, кој повели? Ајде, вториот дел од прашањето ќе го одговориме подоцна, односно за хуманитарната аукција на уметнички дела. Најпрвен да кажам, навистина постојат многу начини на кои што може да се донира, а да не е нели директно финансиски средства. Ние сме во комуникација со една компанија која што веќе го најави тоа, дека во соработка со Сапорт Кочани ние во Кочани ќе правиме младински центар кој што ќе служи за рехабилитација. Браво. На целото Кочани. Не постои човек во Кочани кој што не е погоден. Доколку не е роднина е пријател, доколку не е пријател е колега, доколку не е колега е сосед. Цело Кочани е погодено. Кога ќе излезеш, додиш да купиш леп до маркет, сретнуваш 3 мајки на кои што децата сега им се починати, сретнуваш 10 мајки кои што се молат за нивните деца и на Кочани навистина му е потребно закрепнување и не може вака да се остави. И искрено многу ми е криво кога гледам дали на социјални мрежи, дали на медиуми и така натака, Кочани е мртов град. Па нашиот отец Димитар излезе и кажа: и Христос беше мртов, но воскресна. И еве, јас лично, за да не зборувам во името на сите мои сограѓани, јас сум убедена во тоа дека и Кочани ќе воскресне. Сега ние само треба да изнајдуваме начини како побрзо да дојдеме до тоа и како да помогнеме во тој процес Кочани да воскресне. Еве апел до сите компании кои што располагаат со финансиски средства, нека не контактираат. Верувајте, на се има решение. Всушност, Сапорт Кочани... Вие сте полни со идеи, можете чуда да предложите како начин како тие да бидат донатори, а да направат нешто трајно што ќе ви остане. Така и ни пристапија, еве, конкретно А1, што сега ќе оградиме младинскиот центар со нив. Како можеме да помогнеме? И невозможните работи се прават возможни, бидејќи е таква ситуација, но вистина не постојат невозможни работи. Исто така на многу други начини, како што спомнав. Некој си има иницијатива, не контактира нас, ние даваме поддршка на секој можен начин на кој што можеме да најдеме. Еве ово што го спомнав со веб страната. Доколку ја отворите таа секција, можете да видите сите настани кои што следат во иднина во различни градови, различни локали што ги организираат и така натака, што после настанот средствата би биле донирани за погодените од трагедијата преку Сапорт Кочани. После настанот, нели, се гледа и колку средства биле собрани на тој настан и тоа е се транспарентно, а нешто на кое што еве јас лично и сите ние од Сапорт Кочани многу се радуваме и сме горди на тој настан е иницијативата на всушност првична на локални уметници, што е во организација на Домот на културата во Кочани Бели Мугри, а тоа е таа хуманитарна аукција на уметнички дела, која што ќе се одржи во сабота на 26-ти, токму во Домот на културата во Кочани Бели Мугри, и каде што
уметници ги донираат своите уметнички дела, навистина имаме и доста звучни имиња, светски познати, а сепак нели наши од нашата држава, кои што ги донираат своите дела и таа вечер во сабота ќе може да дојдат хуманите граѓани. Еве повик до сите. Тоа е отворен настан. Добро. Стопанска комора, бизнисмени, спортисти, политичари, сите кои што сакаат да донираат, ќе можат да дојдат таму и да лицитираат на одредено уметничко дело кое што на нив би им се допаднало. Сите средства после настанот ќе бидат донирани преку Сапорт Кочани на погодените од трагедијата. Во колку часот тоа почнува, да? Се што треба, сите детали сакам да не ги соопштиш. Сакав да кажам како дојде до ова, за да може да доловиме како функционираме ние во Кочани. Кај нас во канцеларија влегуваат локални уметници наши кои што многу си ги сакаме, почитуваме, им се воодушевуваме и така натака, меѓутоа тоа се наши пријатели. И ни велат, имаме идеја, сакаме некако да помогнеме, ајде да направиме во киното, ние така се го викаме Домот на културата во Кочани, изложба на уметнички дела. И сега на таа изложба, доколку сака некој да ги купи, мислам, нешто за 5000 денари. Така беше првичната идеја. И од таа нивна иницијатива, од тоа што Домот на културата се нафати тоа да го реализира. И со нашите идеи, нели, од Сапорт, мислам, не само нашите идеи, тоа е еден огромен брейнсторминг и се случува така, да кажам, сега се дојде до овој финален продукт да биде хуманитарна аукција, да има лицитација и навистина да биде од, како да кажам, од еден висок, не знам како да го наречам, помогнете ми. Апсолутно баш така. Ќе биде од светски, а наши уметници така, кои на едно место ќе бидат практично и присутни или пак нивните дела како и да е. Во секој случај е привилегија да се биде таму, да може човек да си дозволи и да биде хуман во исто време, а и да си купи од омилениот уметник, можеби не е само во прашање уметнички слики, туку ќе биде и што друго може да се најде. Вака. Што ќе биде се изложено? Многу подетални информации може да се најдат на социјалните мрежи на Сапорт Кочани, каде што имаме оставено броеви од вработените од Домот на културата, кои што нели се нафатија да го прават ова, можат тие да бидат исконтактирани. На изложбата мислам дека ќе има и ликовни и книжевни творби. Меѓутоа на вечерта на аукцијата на 26 во сабота ќе бидат лицитирани само уметнички дела, физички дела и лицитирањето ќе биде исклучиво со физичко присуство. Прекрасно, значи тоа е уште еден повик до сите пред се сериозни бизнисмени, па и компании, политичари, како што фино рече, да не испуштиме секој еден, веројатно, кој што има можност да се дозволи да си купи нешто, да биде таму, да се лицитира и да биде истовремено и хуман. Кејф за сопствена душа, што би се рекло, хумана нота, значи 26 сабота е клучниот настан, а денот предходно уште еднаш така рече? Од 23. Од 23 практично неколку дена. Изложбата на делата, кои што би биле лицитирани на 26. Добро. Во смисла на, ова е една интересна идеја како се случила. Дошла локалните уметници, предпоставувам многу повеќе познати отколку на другите граѓани во Македонија и потикнува една ваква идеја. Видов истовремено и трибина подкаст, ако не сум грешка, со еден од инфлуенсерите, и тоа е начин како да се биде донатор. Дали е тоа физички таму ќе се случува, дали е тоа дел од тие начини на собирање донации, значи покрај аукцијата и тие денови пред неа. Значи зборувам за Стефан Лазаров, најавата е на физички од неговото студио или ќе биде присутен таму. Сакам чисто да го најавиме, бидејќи има млади луѓе кои може да донираат, а кои сакаат да го слушаат, да речем. Така. Еве, уште еднаш ќе повикам, навистина да не следат на социјалните мрежи, таму ќе бидат договорени, мислам, од кога ќе бидат договорени, таму ќе бидат објавени сите детали. Ние навистина сме и во комуникација со сите. Тоа имаме еден тим на волонтери кој што одговара на пораки на социјалните мрежи, па граѓаните некогаш знаат и да се јават, да не побараат, па си разговараме со нив. Имаме и број на Сапорт Кочани на кој што
навистина има по еден волонтер кој што Цел цело ден време дежура. разговара така да за се ќе можат да бидат известени. Поентава ми беше на прашањето дека ова со аукцијата можеби е почеток, еден вид на вакви континуирани активности кои долго време ќе треба да постојат. Не треба да заврши, да речеме, со оваа акција која што ја организирате сега заедно со Домот на културата, односно на нивна идеја во соработка со вас, туку треба да продолжи и на други начини. Сега факт е дека не може да има музички концерти таму во Кочани, но има други начини каде што гледаме дека се вклучуваат одредени уметници, музички ѕвезди кои организираат на други локации хуманитарни концерти, може да ви помагаат, но треба да има континуирани, постојани активности кои што покрај овие донации преку трансакцијските сметки ќе можат исто така да бидат дел од стратегијата како да воскресне нели градот и енергијата внатре, а истовремено и да се собираат средства кои ќе им бидат на семејствата од полза. Има најави некои други на вакви слични активности, еве по аукцијата имате некакви планови, веќе некакви идеи, ви доаѓаат ли понуди можеби од други интересни личности кои не се само музички ѕвезди, не се само уметници или само инфлуенсери? Така. Пак ќе повторам, за сите настани, нели, ќе бидат објавени, нешто на кое што сме сконцентрирани моментално е, еве, мислам, ние сме на се сконцентрирани, меѓутоа, еве, јас лично со тоа сум многу повеќе запознаена на Младинскиот центар кој што ќе се гради во Кочани, одскоро, односно овие денови се регистриравме и како Сдружение на граѓани, за да ја имаме можноста после вакви настани, како на пример аукцијата, кои што ќе следуваат во иднина, нели, да имаме една сметка на која што ќе може да бидат ставени тие пари. Да, верувам дека и странски амбасади и така натаму тие ќе сакаат апсолутно да се вклучат во целиот процес кој ќе биде долг и мачен, а ќе следи по допрва почнува, би рекла. Така што е неопходно да бидете како здружение во секој случај. Солидарност е еден момент кој што исто така го гледам токму преку Сапорт Кочани. Првите денови кога разговаравме јас и ти, имаше фантастични, изненадувачки, би рекла за мене, информации кои се пријавува да помогне, кои се е солидарен, ништо што не можеме да го видиме во секојдневното живење на државата и во одредени покомерцијални манифестации од друг тип, а го гледаме сега, значи и тоа е уште еден апсурд на животот, се буди солидарност така секој од нас кога се случуваат вакви трагедии. Што најмногу сега им треба освен пари на семејствата на кои загубија, за жал, деца, но и оние кои ќе се борат со рехабилитацијата на страданите кои се враќаат или кои се веќе на домашно лекување. Што најмногу им треба покрај пари? Професорке, ние кога разговараме со нив, ни велат ништо не ми треба детето. Оние кои што загубиле дете. На оние кои што има по болници, најчесто ни велат молете се, ми треба само да се опорави и така натака. Тие луѓе навистина се во една многу лоша ситуација сега и навистина, како да кажам, дали не се свесни, дали не сакаат да го изговорат тоа, меѓутоа никогаш не спомнале финансиски средства ми се потребни и така натака. Сите велат молете се, ми треба детето, меѓутоа па затоа ајде да кажам ние што сме малку понастрана, колку можеме да се ставиме во категорија дека сме на страна, треба да сме тука и да размислуваме за нив. Значи дури замислете, како што кажавте, каква солидарност има. Ни се јавуваа родители, еве, уште првите денови, и велат пример, на мојата сметка стаса 50.000 денари, дајте ми одма друга сметка да препратам на друг родител. Не знаете колку пати ни се случи тоа. Тоа се сите родители во една иста мака и се така сплотени моментално. Сега, апсурд е воопшто и да коментираме дека 50.000 денари за толку долго лечење се ништо. И нема како да се заврши работа со тие пари. Меѓутоа, така, препраќаат на други родители кои што имаат помалку пари во моментот. Дури добивме повици и сега за сега ми се доволно толку средства, тргнете ме од веб страната, нека се донира на други деца, ќе се сноѓаме, ќе мислиме после за нас. Исто така морам да кажам дека првите денови кога контактиравме родители дали би сакале да бидат на веб страната за донации, навистина имаше родители кои што кажаа
Сметам дека има луѓе во полоша финансиска ситуација од нас. Ние не сакаме моментално да сме на веб страната. Пак ќе кажам, не затоа што не им е потребно, туку затоа што никој во моментов во Кочани не се става себе на прво место. И тоа е таа надеж и поради тоа сум толку многу сигурна кога изговарам дека Кочани ќе воскресне. Уште една научена лекција, колку сме мали и неважни и колку се неважни материјалните средства во споредба со загубите кои ги имаме во животот, а додека ги имаме парите, додека се ни е убаво, мислиме дека тоа е врвот и дека тоа е најголемото задоволство и неверојатна работа е, не знам, Бог, универзумот, животната игра или кој како милува да си ја нарече, кога еве се соочуваме со вакви состојби и кога сваќаме дека ништо не знаеме и сме толку малку важни на овој свет. Истовремено е и многу убаво кога гледате дека иднината е улицетворена во овие 30 на 40 луѓе, меѓу кои си и ти во Сапорт Кочани, и дека тоа е така треба да изгледа нашата држава. Микрониво е Сапорт Кочани како структура, како треба да изгледа нашата држава, така што вашата мисија не е само за семејствата на жртвите и повредените, туку и да бидете практично едно огледало за тоа што сакаме да направиме од Македонија. Мислам дека треба да одиме на кус преглед на рекламниот блок, потоа малку ќе дислоцираме оваа емотивна тековна патека на интервјуто до сега, ќе зборуваме малку за други политички ситуации кои што ги сведочавме во периодот потоа, меѓутоа сепак на крајот ќе го затвориме интервјуто уште еднаш со апелот за она што следи периодот, кој што и беше и клучна мотивација за да бидеш вечерва тука, но и ќе се вратиме пак на суштината на животот, не може да се избега од тие конкретни поенти кои се повеќе важни од се друго, би рекла, во периодов сега и што следи. Останете на Алфа, се враќаме по рекламите. Добре дојдовте назад. Вечерва еден месец по трагичниот 16 март за цела Македонија, пожарот во Каваре Пулс во Кочани, ја имам на моје огромно задоволство и уживам во интервјуто, морам да ви признам, Ивона Тодорова. Таа е дел од основачкиот тим и постојан член на екипата Поддршка за Кочани или Сапорт Кочани, како што се најпопуларни на социјалните мрежи, воопшто во јавноста. Дискутираме емотивно, зборуваме за научени животни лекции, зборуваме за тоа како можете да им помогнете преку Сапорт Кочани на сите семејства кои изгубија деца и оние кои ќе се борат допрва со рехабилитација на повредените. Ивона, што најмногу те разочара после 16 март? Од сето она што досега го зборувавме, можам да заклучам дека тоа не е Кочани, не е кочанчаните, не се младите луѓе со кои работите тука, не се обичните луѓе, туку претпоставувам дека е политичкото безобразие кое што не е карактеристично само за Македонија. Мислам, се случуваат трагедии во други земји во светот и во многу помодерни, поподготвени да се носат со нешто вакво, но секогаш има одредени фактори, јавни, политички или какви да се други, кои ќе најдат начин и простор да се го злоупотребат за лични цели. Не те насочувам како да одговориш. Прашањето ми е што е она што Ивона Тодорова најмногу е разочара по 16 март. Ивона Тодорова нема можност да размислува на разочарувањата, бидејќи тоа би било дистракција од онаа финална цел што ја имаме, да се соберат што повеќе донации и да се помогне и да се ги вратиме оние кои што ни останаа живи дома. Меѓутоа, веќе кога го спомнав тоа, јас навистина не можам да не искоментирам и да не изреагирам. Кога пак, еве, ќе повторам, не сакам да звучи дека тоа е одзборено или не знам како да кажам, меѓутоа, деноноќно група на млади луѓе се собрале и работат. Сите мајки доаѓаат и се заблагодаруваат и се толку благодарни, не знам. Еве сега конкретно нема да ја коментирам моменталната власт, не сакам да мешам политика во ова, затоа што како што кажав, од ова треба да ја извадиме поентата дека ние не сме битни, дека има многу поголема поента. Меѓутоа, Министерство за надворешни работи
јас барем до сега, немам сретнато мајка, родител која што не е преблагодарна. Немаме сретнато некој кој што кажал дека не се справиле добро со ова. Навистина сите ни беа транспортирани, сите ни беа згрижени, сите родители беа сместени и така натака. Исто така, службата за општи и заеднички работи. Па како да кажам нешто кога директорот 5 дена поред на социјалните мрежи си го објавуваше неговиот службен број, приватен број, да го бараме сите за се што ќе ни притреба. Буквално човекот се јавуваше на телефон во 4, во 5 сабајле, во 2 по полноќ секогаш. Ама се тоа ние не го сваќаме како на политички начин. Меѓутоа, кога тие луѓе после толку напорна работа, кога ние како граѓанска младинска иницијатива после толку напорна работа, ќе погледнеме на телефон или на телевизор некој кој што излегол на прес и кој што сега на телата на моите мртви 61 другари пробува да ќари политички поени, навистина не можам да ви објаснам како се чувствуваме во тој момент. Дали до толку навистина и сега не можат да ја разберат поентата и да ја научат лекцијата. Сега ајде ќе критикуваме одредени функционери, одредени политички партии, ставајки во уста души чисти на деца, моја генерација, на млади луѓе, загинати 61. Сега, ако е момент да се профитира со политички поени, навистина нека им служи на чест, како што кажавте вие, јавноста сама ќе си процени, меѓутоа јас сум згрозена и искрено сакам да во моментиве тешки да останеме позитивни и поради тоа и не би ги коментирала тие политички партии и тие поединци, затоа што мислам дека едноставно не е вредно. Кога имаме толку убави работи да зборуваме, како солидарност, хуманост, сплотеност и така натака. Дали постои меѓу граѓаните во околината на точнава локација каде што е Сапорт Кочани пошироко, бидејќи вие сте си како цело едно семејство, градот и околните места, нели? Постои ли верба во истрагата како се одвива? Постои ли позитивно или ајде да речем оптимистички погледи и очекувања дека ќе оние кои навистина треба да одговараат, дека ќе се ја дочекаат до крај правдата? Сега знаеме во кој стадиум е истрагата, знаеме што и како се секојдневно тоа го известуваме практично, но дали граѓаните се чувствуваат оптимисти дека ќе се истера? Не сме сведочеле како држава, за жал, без разлика која власт била изминатите повеќе од 3 децении, на темелно, ревносно и би рекла подеднакво чешлање и одговорност, барање на одговорност без разлика на етничка припадност, политичка, партиска и така натаму. Ова е за жал прв случај во кој што тоа го гледаме како држава. Јас не се сеќавам, еви како новинар, дека постоел скандал или некаков криминал или што и да е трагедија во која 100% веруваме сите и во која колку и да не сме правнички или процедурално писмени, не гледаме сомнеш. Ова е прв пат. Јас зборам за себе, еве сега. Како реагираат граѓаните? Веруваат ли дека ќе биде одговорноста кај оние кои заслужуваат да одговараат? Професор, знаете како, навистина не се чувствувам компетентно. Да, јас сум си од моето Кочани, од моето Оризари, меѓутоа да кажам не сум избрана од тие луѓе, да кажам што тие мислат. Нормално сите си имаме различни ставови и мислења, така да не би навлегла во тоа. Сметам дека треба да времето да покаже времето да покаже. Така е времето. Факт е дека ова е момент и време кога би било лудо да биде поинаку, освен да се инсистира на апсолутна одговорност. Ова би било лудо, го кажувам најсвесно, како наједноставна фраза, бидејќи секој друг обид нешто да се зацкрие или да се е невозможно и ќе биде пукање во колено, што милува да каже нашиот народ, бидејќи толку сме чувствителни и сензитивни на сите работи кои се случуваат на тема пожарот и трагедијата со 60 за загубена 61 живот, што значи дека не може да ни избега ништо кое што не дај Боже би се обиделе да го скријат како евентуално селективно гонење на луѓе. Се извинувам само, доколку пример исто во прашање,
доколку го одговорам како Ивона Тодорова, Добро. лично јас пак ќе кажам некомпетентна, јас сум се уште студент на правниот факултет и така Неблагодарно натака. во име на граѓаните се зборува факт, јас чисто прашав како амбиент. Меѓутоа, доколку го одговорам лично за мене би го кажала тоа, вие што ќе го кажете. Без разлика на определба на политичка партија и така натака, верувам дека ќе се истера затоа што нема друга опција. Според мене навистина моментално нема друга опција и не смее да биде поинаку. Така, и поради тоа што нема друга опција, затоа и искрено еве да ви кажам, не сум размислувала дали може да се заташка и некој да се остави затоа што е пријател на некој, затоа што во моментов нема простор за такво нешто и верувам дека нема да се случи. Имавме пред неколку дена информации, односно ги пренесовме оние клучни обраќања во рамки на седницата на Советот кој заседаваше за назначување или избор, ајде да речеме, на вршител на должност градоначалник на Кочани, после фактот дека прво си даде оставка предходниот градоначалник, а потоа и беше приведен во рамки на истрагата и претпоставам ќе биде дел од процесот до крај. Колку реално сега веде градоначалникот може да помогне? Еве, имате ли веднаш понуда од него како сапорт Кочани, кои се клучните работи, можеби ајде да му кажеме, можеби човекот ете му треба и насока. Што треба на кочанчани да им помогне? Може ли, треба ли во моментот, знае ли, ајде што би го насочиле како сапорт Кочани, вие? Па, еве, искрено мислам дека штом се нафатил во овој најтежок период за Кочани да биде ВД градоначалник, сметам дека тоа не го направил само за да може да се каже дека е градоначалник и за самата функција, така да еве моја скромна предпоставка е дека имал смислено претходно што ќе прави. Нормално дека на Кочани му треба помош, најмногу, нормално дека треба да помогне. Сега дали ние треба да го насочуваме, пак ќе Имате кажам, комуникација со се општината, сметам например? некомпетентно да треба ние да го насочуваме. Лично со мене не остварил контакт, меѓутоа навистина да не ми се земе на зло, најверојатно со некој друг волонтер можеби остварил контакт од сапорт Кочани, треба да го проверам тоа па да кажам, секогаш одговарам искрено. Меѓутоа мора да има соработка со градоначалникот и пак би рекла, сметам дека не треба сега да го дискутираме, туку еве ајде да кажеме и да се надеваме, бидејќи нели надежта последно умира и моментално надежта ние се што имаме, дека ќе направи некои добри дела, па тогаш би го коментирале. Сега оставаме на времето да покаже. Па и произлегуваат од постојаната комуникација, претпоставувам дека нели ќе си има да не предпоставуваме сега, но нели постојана комуникација или член од општината кој што би бил со вас во контакт и физички таму постојано да може нели да се случи зародиш на нови идеи, нови акции, нови начини како може да се донира. Тоа е локално. Што плюс дополнително или ајде во кој дел сега најмногу ќе ни треба централната власт, ќе му треба на Кочани централната власт? Значи како влада. Настрана од ова се што досега се направи, нели начинот на кој што се собираат донации, друга пак страна е преку Црвениот крст, нели сместувањето на семејствата на младите кои што или на повредените кои се надвор, воопшто и тука поддршка и така натаму. Што може, што треба да направи централната власт, вака како млад човек што е дел од ова клучна и главна иницијатива за Кочани во моментот, што прво ти паѓа на ум дека би можела да прави во периодот што следи централната власт? Нема да се тоа нели пари и начини на донирање, можеби треба и други некакви, не знам, континуирано присуство на тимови за ова со психолошката поддршка ќе го дискутираме меѓу другото исто, ама покрај тоа е уште нешто друго што треба да направи. Каков сервис треба да биде? Така, баш ви благодарам така што ме прашавте. Јас како 20 годишно девојче, ајде да речам, Ивона Тодорова, знаете, јас сум 20 години, ама секојдневно слушам приказни за изминатите 30 години во нашата држава и искрено во тие денови кога се беше згаснато, имавме само тмурни емоции, знаете, дури не ни помисливме дали државата ќе помогне и дека ќе го направи ова што го направи. И бевме, пак ќе кажам, ајде во еднина зборувам, јас лично бев толку многу позитивно изненадена од реакцијата
конкретно овие две институции, пак ќе ги повторам, МНР толку пријатно изненадување што не сме навикнати државата навистина да излезе во толкав пресрет на граѓаните. Сега јас не велам дека МНР не требало да го направи тоа и нели чудо е што го направи тоа и Ама убаво рече 30 години си растала со тие моабети, колку се разочарани твоите родители, моите родители, сите сме растеле со таа. Така. историја. И навистина еве јас пак и од тука влечам надеж, ајде да кажам, од централната власт, од тие институции со кои што имаме контакт, кои што беа да кажам и тие директно засегнати со ова, СОЗР, МНР, владата и така натака. Да, образование, Министерството, знам дека доаѓа, ангажира психолози преку. Така, Добре. да, има психолози на терен, меѓутоа што би требало, пак ќе кажам, тоа ќе си го процени самата власт. Ќе си кажат граѓаните на Кочани. Нека ви сега бидат сервис. на мене лично што ми падна на памет. Значи, нели, во таа болница ќе треба да се доопреми и така натака, меѓутоа пак ќе кажам, колку и да не сме навикнати во изминативе 30 години да веруваме, јас сега навистина имам некоја верба и надеж дека штом така се справија во рок од неколку часа со трагедијата што се случи, дека најверојатно нели и ќе дојдат до заклучок што му е потребно на Кочани и како да ни помогнат. Јас лично би направила нели се што може да им помогнам на нив да помогнат на Кочани. Ета така, сите сме тука е. со една цел. Нека бидат сервис ваш во целиот период што ќе следи, а заеднички ќе произлегуваат апсолутно идеите. Имаме уште помалку од 5 минути, сакам уште еднашка најавата, потоа во првиот дел од интервјуто зборувавме за она што ќе биде клучен голем настан, лицитација на уметнички дела на 26-ти, сакам уште еднаш детално да те вратам, да го објасниш и тој момент за оние кои можеби после рекламите почнаа да не гледаат, што е она што се очекува деновите што следат, а финалето е 26-ти. Деновиве кои што следат од 23-ти почнува аукција, почнува се извинувам изложба во Домот на културата Бели Мугри во Кочани на уметнички дела, ликовни, книжевни творби и така натака. Значи донирањето ќе може да биде и во рамки на тие денови додека е изложбата. Добра. Па, еве, апел, повикуваме што побрзо да го направат тоа, парите да за ги влизници и така контактираат, натаму, така, нели, за да може да се организираат вработените од Домот на културата. Меѓутоа, на 26-ти, во сабота, се одржува хуманитарна аукција на уметнички дела во Домот на културата Бели Мугри, кои што се организатори на овој настан, на иницијатива на локални уметници и апсолутно максимално поддржано од Сапорт Кочани. Оние хумани луѓе, пак да повикаме, бизнисмени, спортисти, политичари, сите се добре дојдени, кои што би дошле да бидат присутни на тој настан, би лицитирале за тие физички нели дела, уметнички дела кои што би биле на аукција и сите собрани средства од оваа аукција би биле донирани на погодените од трагедијата во Кочани преку Сапорт Кочани. Може да откриеме дел од имињата на уметниците, барам на некои од нив, верувам дека се во огромен број, дека сигурно и уште ви се пријавуваат за да учествуваат. Значи, еве дел од нив, чии дела ќе можат да ги лицитирате и да си ги купат оние кои ќе се појават, например? Така, навистина, како што кажав, голем број на волонтери сме, најверојатно има многу повеќе. До сега имам информација дека се имаат собирано над 50 дела во Домот на културата во Кочани. Еве конкретно Корубин, господинот Манчевски, синоќ имавме многу интересна комуникација со менаџерот на Калиопи. Таа добила на подарок слика во 2016 кога била на Евровизија и сега ни ја донира на нас за таа лицитација која што нели на сликата би имало и некоја порака од Калиопи и така натака. Меѓутоа пак ќе кажам, на социјалните мрежи на Сапорт Кочани може да се прослети многу повеќе доколку на мене нешто ми има избегано. Ова е тимска работа. И уште еднаш да ги повикам сите. Се е важно, секоја помош е важна и добре дојдена. Сите наши ќе треба да се лечат долги години, ако не физички и психички, многу подолго ќе продолжи тоа лечење, така да повикувам на секој можен начин на кој што може да се помогне да помогнеме. Секој кој што има било каква идеја, не мора финансиски средства и така натака, нека не контактира нас од Сапорт Кочани, пак ќе повторам, не постои невозможно во моментов, се ќе направиме возможно да биде. Многу политичари, многу високи функционери поминале низ ова студио и во нам можам да кажам дека само дел од нив
сум уживала бидејќи сум учела додека траеле интервјуата, директно сум учела од нив, ти си на врвот на таа листа. Значи, иако си од мене помлада 20 години, сепак уживав да те слушам и уживав да учам од твојата енергија и од твоите зборови. Вечерва сакам за крај, апел. Не знам до кого сакаш, до младите, до целиот народ, до твоите кочанчани и луѓето од Оризари, од околината и така натаму. Сакам за крај да ја затвориш ти емисија. Професорке, апел оној кој што го повторуваме цело време, дека на Кочани и на нашите им е потребна помош и дека секоја помош е добре дојдена. Исто така, сакам да кажам дека пак да повторам, дека не постои човек кој што не е погоден во Кочани. Еве, апелирам, секој да си го најде својот спас. Мислам, да си пронајде начин како да дојде до тоа. Не контактираат психолози, стојат на располагање. Еве, јас лично го најдов мојот спас со тоа што разговарам со нашиот отец од Кочани, разговарам со отецот од манастирот од Лесново. Еве, јас сум православна христијанка, се трудам да бидам добра православна христијанка и таму го наоѓам мојот спас. Значи, секаде каде што ќе се почувствувате дека во некоја заедница ви е подобро, некој во канцеларијата на Сапорт Кочани, некој со психолозите, еве, јас лично во црквите и манастирите и така натака, да си најдеме како да си помогнеме на сами себе, затоа што, знаете како, тоа во авион, доколку се случи авионска несреќа, мораш прво маската да ја ставиш на себе за да можеш да помогнеш на другите. Сите да си помогнеме на себе, но со крајна цел да им помогнеме на нашите откочени, на погодените од оваа трагедија, затоа што им е потребна помош. Бидејќи љубовта се множи кога се дели. Така е. Ивона Тодорова, 20 годишна студентка, една од првите луѓе кои ја почна иницијативата Сапорт Кочани, студентка на правен факултет, и горда сум да кажам дека верувам во твојата јавност во било која смисла за 10-15 години од сега, бидејќи на Македонија ќе требаат многу вакви умови за иднината која што ни предстои. Ти благодарам што беше вечерва искрена, емотивна, директна и уживав со тебе, Ивона. Ви благодарам, професорке. Почитувани, знам дека уживавте. Не е возможно да биде поинаку, судејќи според енергијата која јас овде ја чувствувам, а сум повеќе од сигурна дека се пренесува преку овие неколку камери во ова студио, преку малите екрани во вашите домови. Гледајте утре за или против.